Значи да биде едноставно заштитен тој, да не е поќе под наша, ние го плативме еднаш. Апсолутно. 26 години е четврта кражба. Значи Евана во случајов 26 години гледа дека селото е во земјување, нема дополнителни приклучоци и нема интерес да го вземи самиот трансформатор. Правевме напори да го земат, стигна до комплетната документација, бидејќи по нивни критериуми е правен, комплетната документација до нив, но не стигна до превземање. Во идејата за аларм, значи аларм се поставува во затворен простор кај што нешто во самото придржување ќе се активира. Камери се ставаат онаму кај што има електрична енергија. Како што знаеш, прво се исклучувате струјата, па после роварите. Значи, до физичко обезбедување, дали заштита имаме во ЗИК Пелагонија физичко исто има физичко обезбедување, можност за камери и за аларми, секојдневно се дешаваат кражби. Така да прво јас апелирам уште еднаш од оваа говорница. Сите оние ситуации кои ги има полицијата започнато да ги заврши по месец, 2, 3, 5, она денот кога ќе бидат решени случаите, расчистени, кога ќе бидат притворени, затворени, тогаш ние повторно ќе наместиме трансформатор, бидејќи едни исти групи роварат 2-3 години во општина Могил. Затоа да не правиме конфузија, забуни. Аларм на отворен простор не може да се намести, камера мора да има електрична енергија за самата камера да работи. Значи прво го исклучиле тие делот, самиот трансформатор не бил под напон и подосна го оштетиле крвнички, да не речам наинаед, самиот чин и на полицијата му е нејасен, бидејќи заработката од самите материјали е многу минимална со однос на штетата. Да повториме, физичко обезбедување, аларми и камери имаме и по приватните имоти кај што се гради, и по индустријските објекти недалеку од самото село Могила, но кражбите се постојани. Исто апелираме на полицијата да превземи, има можности и начини како да го реши сето тоа. Сега само да разјасниме, дали вие контактиравте некоја агенција за тоа камерите и за аларму или сами од памет кажувате? Значи контактиравте некоја агенција? Не сум сручен во делот, но еве трансформаторите се крадат трансформаторите во Беранци, во самиот ЗИК се искрадени 10 трансформатори, ние се слушавме на таа основа со надлежните што му се таму, за да видиме, да прибериме информација од ромите. Јас знам дека има и живи фатени таму што уште нема процес. Значи ние бараме судството и полицијата да се заврши работата и многу едноставно ќе ги решиме и во иднина ќе немаме дополнителни кражби. Значи еве во самите индустријски објекти имаме и физичко обезбедување и камери и аларми и кражбите се секојдневни. Таму се имаше вода се полнеше со агрегат, значи кој го изнајмувавме, така 15.000 некаде мислам дено не кошташе. Во претходниот мандат можеби така било. Ние полниме со агрегат од нашиот сопствен, со наши работници и со наше гориво. Значи ние го побаравме на услуга и немаме ни една фактура, значи кон за полнење на водата. Ќарот го направија ромите и го прават. За жал па да не го планира поќе апелирам и за да немат можност да го апелират, да ги затворат, да направат уште едно испитување на настаните, да нема можност да ги повторат делата. Дури имаме на слобода познати кратци, ние имаме исти проблеми, дали како општина, дали како приватни имоти, дали како индустријски објекти.